Дали мелничарите и продавачите ја испекоа новата цена на лебот? Граѓаните се сведоци на ценовен шок. Во дел од маркетите лебот преку ноќ поскапе за 10%. Мелничарите се правдаат дека цените се зголемиле поради цената на пшеницата на светските берзи, како последица на руско-украинскиот конфликт. Граѓаните немаат заштита, оти владините мерки завршија во март, па од тогаш производителите можат слободно да ја формираат цената. Одредени компании го имаат зголемено левот на пазарот, над 10%, околу 10% во, значи просечно. So, последицата од тоа е, мислам, причината за тоа е зголемувањето на цените на берзите во изминативе месеци и половина од на светските берзи и како во Америка, така во Европа, па и на регионалните пазари на Балканот се зголемија цените, со што допринесе самите компании поради своите калкулации залики да ги зголемат цените. Лошата вест е што ова ќе продолжи во летниот период, а стабилизација се очекува дури од септември. Малишик изрази оптимизам дека со почетокот на жетвата на пшеницата се очекува стабилизирање на цените на лебот и враќање на претходните нивоа. Се очекува да се стабилизираат цените и ќе се намалат. Така зашто очекуваме нека групација дека ќе се стабилизираат така околу септември. Потребата по глава на жител, Македонија е рангирана на 65 кг брашно, значи по глава на жител годишно. Македонија е зависна дали ќе увезе брашно или ќе увезе пченица, значи за остатокот кој е, например, ако е пченица е над 40.000 тони, а ако е брашно е негде околу 100.000 тони, би рекол, брашно, значи годишно. Така да ние сме увозно зависни, нашите како што се калкулациите ние произведуваме малце повеќе од 25% нашите потреби. Во вакви услови според производителите е неопходна поддршка од владата во вид на субвенции за земјоделците. Многу е битно ние како држава да бидеме стабилни и да имаме собствена храна, да не бидеме увозно зависни, поготово за основните суровини, како што е пшеницата, брашното и така натаму. Така да може со подобри мерки, со подобри стимулации. Алфа побара став и од антимонополската комисија, дали може би станува збор за договорено истовремено поскапување, кое е забрането со Законот за заштита на конкуренцијата. Оттаму велат дека цените ги формирал пазарот и дека можат да поведат постапка само доколку утврдат злоупотреба на доминантната позиција на некоја компанија, зашто засега немало индиции.